Во училиштето секогаш беше гласно и живо, но поголемиот дел од учениците гледаа во своите телефони. Секој сакаше повеќе лајкови, повеќе следбеници, повеќе внимание. Како да беше поважно што се случува на екранот отколку околу нив. Лена седеше настрана и црташе во својата тетрадка. Нејзините цртежи беа полни со бои, фантазија и чувства. Но таа ретко ги покажуваше. Длабоко во себе мислеше дека никому нема да му бидат интересни. Марко беше секогаш во центарот на вниманието. Неговите фотографии добиваа стотици лајкови. Секој нов пост значеше нов бранд, коментари и реакции. Изгледаше како неговиот живот да е совршен. Еден ден Лена ги прелистуваше објавите на соучениците. Сите изгледаа насмеани, успешни и среќни. Таа почна да се споредува со нив и се почувствува како да не е доволно добра. Со треперливи раце, Лена објави еден од своји цртежи. На почетокот немаше реакции, потоа се појави еден коментар, навреден и студен. Тој и го намали храброто срце. Ана веднаш забележа дека нешто не е во ред. Седна покрај Лена и внимателно ја сослуша. Ја потсети дека вистинската вредност не се мери со лајкови, и дека вистинските пријатели гледаат со срцето. На часот, наставничката зборуваше за самопочет и идентитет. Објасни дека на социјалните мрежи луѓето често ја покажуваат само најубавата страна од себе. Но тоа не е целата приказна. Вистинската вредност доаѓа одвнатре. Иако сите му завидуваа на Марко, тој носеше тајна во себе. Често се чувствуваше осамен, иако имаше многу следбеници. Се смееше на фотографиите, но не секогаш и во реалноста. И тој посакуваше некој да го разбере вистински. Кога училиштето организираше изложба на таленти, Ана ја пријави Лена. Лена се плашеше од реакции и коментари, но реши да проба, овој пат за себе. Учениците се стануваа пред нејзините цртежи и ги разгледуваа со восхит. Лена слушна искрени поклони. За прв пат почувствува гордост. Научи дека најважниот лајк е оној што си го даваш сам на себе. Зад екранот, зад екранот, но љубовта е тука, лице в лице, секој ден.